Ја следите емисијата Утринско будење, време е да го започнеме денешниот разговор. Наш гостин е Метин Муареми, представник на невладината организација Центар за едукација и развој, со кој ќе зборуваме за екологијата. Најпрво добро утро и добре дојдовте. Добро утро, успех со емисијата и се најубаво за Ултра телевизија. Ви благодарам. Можете ли пред се да ни ја представите вашата организација Центар за едукација и развој? Колку години постоите и каде е вашето седиште? Значи вака организацијата ова година, значи веќе има и годишнина, значи 2016 полни 10 години од постоење и основана е во 2006 година во ТРЦ, значи седиштето ни е во ТРЦ, но преку нашите проекти, преку нашите активности действуваме речиси во, мислам, низ цела држава, бидејќи имаме инфоклубови во Тетово, во Скопје, па после преку мрежите во која е исто така членка организацијата, действуваме во Скопје, Источна за Македонија и во други градови, каде преку активностите действуваме и ги промовираме вредностите на организацијата. Би сакал само кратко да ја кажам идејата на основањето на организацијата. Значи пред 2006 во ТРЦ се случува премногу проекти со цел подобрување на меѓуетничката клима во тоа село, каде младите од сите етнички националности соработува и промовира вредност на мултиетничко соработка. И по завршување на овие проекти што се случува во тој регион, ние како екипа, значи еден обучен кадар млади луѓе, заедно со наставници, би рекол, исто така кои беа вклучени во многу активности, решивме да на сите тие работи што ги реализиравме, да дадеме една добра одржливост и тоа најдобро би бил, значи во тоа време размислувавме да се основа како здружение, кое понатаму ќе се грижи за сите тие работи што се случува и понатаму ќе действува и да ги подигне, би рекол, на едно повисоко ниво. Така. Кои се вашите целни групи и кои проблематики ги обработувате? Значи, мислам дека од сите луѓе, значи, или пред нашите донатори, сме запознаени или сме препознатливи како организација која работи со младите за младите. Значи, како една целна група ни се младите од 18 до 26 годишна возраст, но не, значи, во сите активности, значи, досегашни, младите ни се како целна група, но соработуваме и со возрастните, значи, започнувајќи со, мислам, наставници од училиштата кои се во регионите кај действуваме, понатаму представници на општини, представници на други здруженија, локални активисти, екологисти и понатаму, се со цел, мислам, да се постигне таа цел што ние имаме поставена. Значи, како некоја главна идеја или проблематики што, мислам, и прашавте на действување, како организација, реков во почетокот, постоиме 10 години и веќе сме, освен препознаени за целната група, имаме и профил на организацијата и полиња на действување. Значи, тие се, пред се започнувајќи првото е за интеркултурно учење. Значи, учениците, младите имаат можност да се запознаваат со други ученици од разни региони во државата, па и надвор. Имаме и во овој дел интеркултурно учење, каде реализираме многу активности, како размени, кампови надвор од државата, пред се во Германија и во Швајцарија преку фондацијата Песталоци. Едно поле каде многу повеќе действуваме и сме повлијателни екологијата. Сакаме, значи, пред се да им се подигне свеста на младите, децата и возрастните за зачувување на убавините што ги имаме, значи, во регионот, пред се убавините на Шара. И понатаму институционален развој преку нашите активности, значи, им помагаме на другите институции, како на општини, училишта, да креират разни документи, како, мислам, последни документи се стратегија за развој на младите во општина Теарце, стратегија за справување со климатските промени, некои документи кои понатаму општината имаат можност, значи, овие беа, мислам, преголеми проекти,
финансирани пред се од USAID и Милио Контакт од Скопје. И сега, значи, општина Теарце има два битни документи, но целиот процес беше промовиран и подготвен од организацијата. И до 2020 мислам, општината со помош на невладен сектор и други организации ќе работи на овие полиња, што веќе ги спомнав. Така, значи, колку што разбрав, главната идеја да се едуцираат младите во областа на екологијата, меѓуетничко зближување, така? Така. Дали би можеле да извоите некои од досегашните проекти на вашата организација? Значи, имаме доста, но би ги забележали, би ги кажал, размените што се одржуваат овде пред се во Македонија. Истото искуство учениците понатаму имаат да го искусат и во размени во Швајцарија. Значи, учениците во октомври, нашите деца пред се во проектот имаат можност да го одбележуваат денот за детските права на учениците и екипа од околу 40 до 60 ученика од регионот на Тетово, Источна Македонија, значи од целата држава, имаат можност да одат во летни кампови каде учат за пишување проекти, активизам, да бидат на некој начин повлијателни во нивните општини и по завршување на кампот со некое позитивно искуство каде се запознаваат помеѓу себе, значи и со други деца од целата држава, креираат акциони планови за промовирање на нивните права во општините каде действуваат. Значи ова е еден од највлијателните проекти, значи каде учениците само со помош на волонтерите или вклучените од организацијата креираат планови, понатаму и действуваат во општина Тетово за промоција и за подобрување на нивните права, значи вклучувајќи во нивните семејства, во училиштата и понатаму овие деца ден денес ги гледаме, пошто проектот започна некаде 2010 година, стануваат на некој начин лидери во нивните училишта и во нивните општини и сега ги гледаме како некои индивидуалци што се влијателни во нивните средини. Така, значи проектот е успешен и влијае позитивно врз децата што се вклучени во него. Така, бидејќи спомнав, значи децата се цело време носители, значи возрастните се на еден начин само наблудувачи и некаде им помагаат во тој тежок процес. Така. Според вашите досегашни проекти и истражувања на тема екологија, што заклучивте, колку е развиена еколошката свест кај луѓето, посебно кај младите? Значи, мислиме дека последните 5 до 6 години, ова расположение цело време се менува и може да се рече позитивно, бидејќи во почетокот, ние кога почнавме да реализираме вакви активности, младите се свесни, значи младите реализираат тоа што возрастните им го кажуваат, но цело време ние сакавме да земеме мислење од повозрастните и тие беа поскептични, но цело време како резултат на секакви случувања, значи климатски и минатогодишните такви поплави што се случува, гледаме дека возрастните, а таму промотори би се рекол, значи во нашите активности се младите, стануваат посвесни и повлијателни и почувствителни да ја бранат, нивната средина кај живеат, бидејќи ја знаат тежината, ја знаат силата што ја има природата и пред се позитивните примери или позитивните работи што овој регион ни ги нуди, бидејќи знаеме дека Шара регионот иако не е заштитен, сепак има биодиверзитет кој може ретко да се наоѓа во други места во државата, па и надвор. Значи, би можеле да заклучиме дека вашите проекти всушност се покажуваат како ефикасни во едукација на тема екологија? Така, значи, од почетокот, значи ова година веќе 9-та година реализираме вакви активности и не сакаме младите само да бидат обични луѓе кои излегуваат и чистат средини во вакви настани,
туку работиме кај нивната свест. Значи, ако работиме на свеста, мислиме дека на тој начин може да се постигне долгорочен резултат. Значи, може, ако им се наметне нешто на младите, тоа после 2-3 сата го забораваат. Значи, пак почнуваат. Но ако се работи на еден подолг процес, значи, започнување на нешто што тие сакаат да прават и вклучување на, мислам, често работиме во нашите активности да има креативност, значи со цел младите да уживаат во тоа што го прават, не да доаѓат бидејќи некој им наметнува, туку да прават нешто што тие сакаат и на начин како тие би сакале да го направат, и ова останува во нивната свест и понатаму тоа гледаме дека дава резултати. Ете, тука имате, нели, еден пример кога младите правеле хербариум, нели? Ајде подетално за тоа. Значи, беше интересен проект што минатата година, би рекол, заврши. Ученици од 3 општини, значи Тетово, Теарце и Јогоновце, неколку училишта од овие, мислам, општини, беа вклучени и самите ученици го креира, би рекол, концептот на проектот. Значи, има можност во првиот дел да излегуваат во убавините, мислам, во нивниот регион. Прво се запознава помеѓу себе, значи, бидејќи проектот беше како една целина, и идејата или насловот на проектот беше поврзување на луѓето со природата. Значи, има можност да излегуваат, да истражуваат и да ги наоѓаат билките, цвеќињата и работите што се околу нив, но цело време не ги забележуваат. Со нивните наставници ги собира овие билки, би се рекол, и цвеќиња, но во исто време и слика. Значи, понатаму со тие работи што ги собра, значи, во пределот на шара, во самите училиште, во вториот дел, креира хербариуми со нивните наставници по биологија или по природни научни предмети, а истовремено сликите што ги направија беа мислам, имаше една објава во Facebook, би се рекол, таму сите работи се, и со помош на нашиот кадар на организацијата беа промовирани за неко 10 до 15 дена и за победниците, значи најубавата слика што беше сликана, најкреативната, најнезаштитената, значи и тоа ни беше целна порака, да им се покаже на младите и на возрастните дека имаме работи што многу малку се грижиме и со внимание понатаму може да ги немаме. Беа прогласени и третиот елемент или третата работа од проектот беше настан во центарот на Тетово, каде беа вклучени општините, медиумите и другите заинтересирани страни. Имаше изложба на овие хербариуми, беше прогласена најубава слика, значи на трите места најдобро изградено, направено хербариум, и за сите овие деца имаше награди кои понатаму или направено исто така направени беа акциони планови кои понатаму во нивните училишта продолжуваа со вакви активности. Значи имаше премногу влијание овие ученици уште, значи во нивните училишта ги имаат изложени овие работи што ги направија и цело време кога одиме да ги посетиме сакаат пак да продолжат да направат нешто креативно и корисно за нивните средини. Тоа е и всушност тоа што зборувавте, дека треба да се работи на нивната свест, нели, преку вакви проекти, значи се гради нивната свест дека не треба да се уништуваат природните убавини, а не само, нели, еве чистење на училница што би се заборавило. Да, мислам тој го спомнав, тоа е некој подолг процес. На кои проекти работите во моментов? Значи, моментално сме вклучени и работиме на неколку проекти. Значи, започнувајќи од темата екологија, значи сме понатаму можете спомнеме подолго за платформата на Шара, значи заедно со ИРЗ организација и планинарскиот клуб Љуботен, со помош на Македонско еколошко друштво, имаме креирано платформа Пријателите на Шара, која е една голема платформа и отворена кон сите. Работиме со 2 инфоклуба, значи менажирање на клубови за младите во Тетово и во Скопје, каде младите или студентите пред да завршат, значи знаеме како предизвик за младите вработувањето,
Значи во овие две клубови кои проект е исто така финансиран од UNDP, значи програма на Обединетите нации, на младите им овозможуваме или им ги промовираме на мерките за вработување што пред се владата ги има, но младите ги знаеме имаат милион проблеми и со овие инфоклубови сме поблиско до нив и им се дава на некој можност, им се дават овие услуги. Проектот ќе трае до крајот на годината, значи ќе има низ активности, саеми, обуки, активности со предприемачи и така натаму. Имаме активности со волонтери од Германија и од Америка пред се. Значи волонтерите работат со младите со цел да им се на нашите млади да им се да се потигне да бидат по-волонтерски ангажирани, бидејќи тоа пред се во државите во Европска унија се цени премногу. И други проекти како проектот за климатски промени, промоција на една кампања што веќе е направено спомнав за стратегијата. И други проекти како во рамките на платформата, значи конференција, исто така што ќе се одржи во Косово, во регионот каде действуваме ние. Така. Пред да го продолжиме разговорот и да зборуваме повеќе за платформата Пријатели на Шара, ќе направиме музичка пауза, потоа продолжуваме. Се враќаме наскоро. Се враќаме во студиото со нашиот гостин Метин Муареми, разговараме повеќе за екологијата. Платформата Пријатели на Шара, во која е вклучена и вашата организација, во 2015 спроведе истражување за утврдување на свесноста на граѓаните во однос на прашањата поврзани со идното прогласување на Шарпланина за национален парк. Какви се резултатите од тоа истражување? Што покажа тоа истражување? Всушност, колкав процент од локалното население сака Шара да биде прогласена за национален парк? Така, значи вакви процеси, значи за прогласување имаше неколку во минатото, но истата работа, значи нашиот концепт се разликува и тоа што премногу, мислам, некогаш се прави или се наметнува од, би се рекол, од други институции. Значи сакавме прво со млади, мислам, со луѓето да работиме, значи прво регионот на Шара или луѓето што живеат во тој регион на еден начин се поврзани со природата и ако нешто им се наметнува, веднаш има, би се рекол, контрреакција. Значи и ова истражување во 2015 мислам дека промени многу работи, бидејќи прво се во самиот прашалник, значи начинот пристапот со луѓето им се беше премногу вака искрен. Им се објаснуваше, значи прво што тие луѓе ќе придобиваат, значи ако такво нешто ќе се направи. Понатаму се информира, значи за добрите работи, за негативните работи и за разлика на некои дебати што сме ги имале 2011-2012, бидејќи ние и пред да бидеме дел од платформата сме реализирале вакви активности, можеме слободно да кажеме дека луѓето стануваат свесни за заштита на тој регион, пред се на Шара. Не, мислам, почнувајќи од убавините или ресурсите што ги има, но и пред се поради работите што во минатото или пред неколку години или минатата година што се случуваат, бидејќи цело време, значи и по презентација на тоа истражување, велим, мислам, слушаме секојдневно или јас лично слушам луѓе што велат дека треба крајно нешто да се направи за да се заштити, бидејќи секој ден гледаме, значи сечење на дрвја, рушење на убавините, значи губење на тој квалитет што го имаме таму. Значи резултатите беа донекаде очекувани за нас, но не до таа мера што ги имавме, веќе над 83% од луѓето што живеат, значи во тој регион, испитаници кажаа дека тој регион треба да се заштити. Значи не беше некој истражување на луѓе што живеат во Тетово или надворот, туку луѓе директно што живеат во тие средини, значи во тие села.
Понатаму, значи, околу 6% до 70%, значи, воопшто не знаеа дека што всушност значи да се прогласи. Значи, има цело време, јас кажав една мисла дека луѓето што живеат во тој регион не се информирани. Значи, имале некоја лоша слика дека ако се прогласи, тие ќе немаат право ништо да реализираат во тој регион, што не е точно, бидејќи луѓето кои живеат се исто ќе работат, ќе ги направат сите тие работи, но ќе има некој си ред, ќе има добро менаџирање и ќе има заштита на тоа што е направено. И имаше значи сите резултати се над 70-80% дека треба, мислам, производите што се во тој регион треба да се заштитат, да бидат како еко-бренд. Понатаму дека над 70% тие луѓе мислеа дека ќе имат бенефит и ќе има општествени промени во тој регион, бидејќи со тоа ќе се зголеми туризмот, значи економскиот раст преку туристички активности што би се реализирале во тој регион. Така. Според истражувањето, илегалната сеча на дрвата е еден од поголемите проблеми во однос на ресурсите на планината. Ајде повеќе за ова. Значи, јас го кажав тоа што цело време и мислам, го чувствуваме. Значи, пред се, ова е една работа што мислам дека треба државните органи да го реализираат, но ова, ако се прогласи, мислам дека ќе се елиминира. Значи, ќе го нема овој елемент. Значи, знаеме, свесни сме дека има преголема сеча и прекумерна, значи, слушаме луѓе што кажуваат дека одат луѓе што значи рушат пред се, значи без никаков ред, без никаква грижа за тоа што ги очекува. И што е интересно, бидејќи луѓето станале свесни дека ако тоа се случува, ќе ни се случува што минатата година нас ни се случи, значи поплавите што дојдоа, бидејќи тоа е резултат на тоа што ние не сме свесни за таа природа што ја имаме. Така. Кои се активности се предвидени во рамките на овој проект? Што ќе се случува за да се прво нели подига свеста и потоа да се прогласи конечно Шарпланина за национален парк? Значи, платформата како главна цел, значи финална, ја има или ќе прекине, би се рекол, кога еден ден шара ќе видиме заштитена, значи кога државните институции пред се парламентот ќе го прогласи, значи тоа ќе ни биде крајна цел. Значи, како ќе стигнеме до тоа, ние сме предвиделе премногу активности и платформата е, би се рекол, отворена кон сите луѓе, кон сите активисти, кон сите тие луѓе што сакаат да придонесат, значи не е некоја форма затворена само за неколку индивиди или организации. До сега имаме над 100 активисти што беа во првите промотивни активности, што се членки, сега цело време добиваат информации што се случува. Значи, ќе почнеме, значи првата работа што ја направивме е истражувањето. Понатаму ова истражување ќе работиме да биде пренесено и во другите институции, значи пред се во Скопје. Ќе се реализираат активности, значи овој петок веќе е планирано, луѓе, институции од регионот, организации, некаде над 50-60 што се од регионот, што действуваат и што се грижат за овој регион, ќе присуствуваат во една конференција што ќе се случува во другата страна на шара, значи односно во Косово. Во Косово истиот регион е заштитено, значи од државата. Значи ќе се земат овие луѓе, ќе се одржува една конференција каде самите луѓе директно ќе видат што значи да се живее во тој регион и какви бенефиции ќе има од ова. Понатаму ќе се случуваат, ако е потребно, значи собирање петиции, позитивни активности, значи излегување на, би се рекол, реагирање во медиумите цело време со цел да се постигне тоа што имаме како визија, да се прогласи. Иницијатива имате, но дали колку се свесни институциите, дали нешто тоа допира конечно до нив? Значи, ние ги следиме и што всушност институциите прават во овој дел. Значи, минатата година слушавме, би се рекол и самиот министер кажа дека до крајот на 2015 ќе се прогласи.
но тоа беше премногу оптимистички и мислам дека воопшто не се реализираше. Значи, начинот, државата има интерес тоа да се случува, но во тој дел ние сме критични, бидејќи фали тој елемент да се работи со локалното население, значи не е добро да се направи нешто без доволно консултирање и едукација на населението. Токму ова ние го правиме. Значи, цело време сме со населението, ги информираме, ги едуцираме, бидејќи на тој начин ќе биде подобро прифатено од нивна страна. Значи, институциите гледаме има интерес, но може би чекаат добри моменти кога ќе има добро расположение, но воопшто не работат во тој дел. Но мислиме дека овој елемент ќе биде би се рекол и наметнато и понатаму и од Европската унија, бидејќи знаеме дека и Македонија за да стане членка на Европска унија треба да има над 11% заштитено подрачје во државата. И затоа цело време ги следиме овие работи и гледаме, сакаме да ги инволвираме институциите, но ќе видиме до крајот на ова година што ќе се случува. Значи, што се однесува до институциите, има интерес, вие давате ваш придонес, бидејќи работите со населението. Колку сте оптимистични по тоа прашање дека ќе се случи? Веруваме, значи, максимум до 1,5 до 2 години, значи, ова идеја што ние имаме започнато, значи, ако оди се според планот, бидејќи има доволно администрација во овој целиот процес, значи треба сите политички партии што действуваат во парламентот да имат консензус за ова. Треба да се донесе закон кој ќе биде прогласен, значи ќе биде прогласен и ќе биде одобрен од сите партии во парламентот и на добри времења кога се ќе функционира добро како што мислам во државата, ја мислам дека ќе биде многу само една техничка работа, но кога ќе има доволно добар терен, мислам тоа што ние сакаме да го направиме, ќе биде уште полесно и уште една работа, значи понатаму не сакаме нешто само да се прогласи понатаму пак истото, пошто не е таа идејата, значи менаџирањето на паркот понатаму или заштитеното подрачје понатаму ќе биде доволно предизвик што понатаму ќе се случи, бидејќи ако не се работи во свеста на луѓето, значи се е залудно ако нешто се прогласи, туку пак луѓето да одат да сечат, да имат проблеми со сите тие државни институции или менаџирањето на парк. Значи да не биде прогласувањето само на хартија. На хартија, тоа е идејата. Денес во 12 часот Центарот за едукација и развој организира настан Екоди 2016 во соработка со општина Терце. Какви активности се предвидени на овој настан? Значи, активноста веќе 9-та година ја реализираме, значи веднаш по самото основање на организацијата и секогаш ова активност е разновидна. Значи не е само излегување, собирање на отпадоци или правење на нешто што цело време е, би се рекол, монотоно за младите. Ова година ученици од сите училишта од регионот на општина Терце, значи што гравитираат 5 училишта, младите од организацијата заедно со волонтерите од Германија реализира прво работилници, значи за рециклирање, за зачувување, за свеста на младите за екологија и решија, значи тоа што е крајен како финален резултат денеска, да направат модели, значи алишта од разни отпадоци што ги имат или што ги цело време ги имат во нивните училишта. И од тие, мислам, секоја школа има по 3 представници и настанот е насловен, значи fashion mode нешто. И денеска во 12 часот, значи сите училишта ќе ги презентираат овие модели. Понатаму е избрано некое жири од наставници, луѓе што се активисти, што ќе изберат најдобри 3 до 5 модели, на деца, и на тие подобрите ќе им се дават интересни награди со цел пак подигнување, значи како атласи, енциклопедии за биологија, за рециклирање, значи како да се заштити енергијата во нивните куќи. И целата идеја е младите да бидат креативни, да видат колку отпадоци прават во нивните школи и дека може нешто да се направи добро
односно рециклирањето е доста предизвик за младите. И понатаму ќе има, значи, музичен дел каде децата ќе се забавуваат, ќе им се доделат награди на најдобрите, се со цел тие да бидат мотивирани да направат добро нешта во нивните училишта. За крај, како младите луѓето општо што сакаат да се приклучат кон вашата организација, да дадат свој придонес или да бидат членови, како можат да го сторат тоа? Значи, активни сме освен преку веб страната, каде има доволно информации, начин како да се вклучуваат и во социјалните мрежи. Значи, за секој настаните се отворени кон сите, но и кога немаме активности, значи, мислам, организацијата е отворена и има можност, значи, секој кој е заинтересиран, има идеја или сака нешто да направи, да се пријави преку пополнување на една обична апликација и тие понатаму се вклучуваат директно како волонтери и понатаму се вклучуваат освен како волонтери членови, активисти и во други можности каде тие би направиле нешто нивно. Значи, се со цел прво индивидуално развивање, значи не сакаме само веднаш да доаѓат да реализираат, туку прво да се развијат, значи со вештини за комуникација, лидерство и така натаму, и после нив ги оставаме да прават активности кои би направиле добро за општеството. Така. Ви благодарам многу на денешниот разговор. Ви посакувам многу реализирани проекти, многу успеси со вашата организација. Благодарам и за поканата и за следењето секогаш. Тоа беше разговорот со Метин Муареми. Разговаравме повеќе за нивните проекти од областа на екологијата, за платформата Пријатели на Шара, како и за настанот што ќе се одржи денес во 12 часот во Тејарци. Се враќаме наскоро.